Децата со церебрална парализа во Охрид ќе добијат центар за дневен престој, усвоени иницијативата за отстапување на простор во поранешната касарна. Ангажирани 8 наставници кои како тандем наставници ќе треба да ја реализираат наставата по физичко образование за 4 и 5 оделение. Украина го отфрли моделот на неутралност по примерот на Австрија и Шведска. Русија е искрена во желбата да се постигне мир најбрзо што може, вели рускиот преговарач Медински. Голманот на ГФК Охрид Дамјан Серафимов повикан да настапува за репрезентацијата на Македонија до 21 година. Репрезентацијата ги продолжува квалификациите за пласма на Европското првенство 2023 година во Романија и Грузија. Времето утре променливо облачно, температура во интервал од 3 до 9 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.